Благодарам на сите. Денеска е убаво тука да се биде во Газибава. Сакам да го поздравам градоначалникот Боби Стевковски, ги поздравам сите советници од општината Газибава, персоналот во училиштето, директорот се разбира и сите останати, бидејќи сме сведоци на едно ново убаво катче, една убава сала која што е реконструирана, позади мене ново игралиште, тука во населбата Железара во основно училиште Глигор Прличев. Но ќе продолжиме и во Стајковци, каде што се прави нова спортска сала. Као што спомна и градоначалникот, се работи на повеќе места во Газибава и навистина ми е драго. Јас како носител во изборната единица 2, заедно и со Бобино и со останатите кандидати за пратеници и пратениците тука од Газибава, ветувавме многу проекти. Ветувавме дека сме многу поразлични, ветувавме дека народот ќе види разлика. Еве таа разлика, еве ги тие проекти. За само 2 настани денеска, 12 милиони денари се одвојуваат од општината и навистина е за секоја пофалба. Слушнав пред известно време, градоначалникот заедно со советниците ќе стартуваат нови 2 градинки тука во општината, ќе се асфалтираат нови улици, се завршува тендер за таа работа. Претпоставувам наскоро ќе биде подпишан и ќе се работи во секое населено место. Тоа е тоа што и треба на државата. Ни требаат проекти, ни требаат капитални инвестиции, ни требаат вакви убави катчиња за сите овие дечиња што играат позади мене. Честитки до сите и ние како пратеници тука стоиме на располагање, се разбира јасно и сите останати пратеници, да помагаме на општините со ребалансот. Знаете, ние најавивме активна блокада, но блокирање на одредени закони, но она што е добро како што се нови амандмани за нови проекти за тековниот ребаланс на буџет, ние ќе бидеме активни и ќе ги доставуваме тие амандмани. Се разбира, тука сме да разговараме и со граѓаните, да разговараме со сите жители, она што е наша обврска да ја завршиме. Доколку имате други прашања, повелете. И на крај само да честитам до сите во општината Газибава да продолжат со вакво темпо и знам дека можат многу повеќе. Господине Мисаловски, вие вчера почнахте со активна блокада во Македонското собрание. Кои се следните чекори на ВМРО-ДПМН? Токму така. Видете, во минатото секој штетен закон што беше во собранието ВМРО-ДПМН го блокираш. Така и ќе продолжим. Овој пат многу закони што ќе дојдат на дневен ред точно ќе бидат блокирани, но она што е добро ќе го ставиме да помине. Но и во минатото она што било штетно сме го блокирали, но сега сакаме да кренеме поголема авернес, секој еден граѓанин во Република Македонија да слушне какви се намерите на оваа власт. Зашто го говорам ова? Имаме девастирано здравство. Имаме многу лоша економија, немаме ниту една капитална инвестиција, ниту пак странска инвестиција од оваа влада. Имаме штрајкови во образованието, имаме штрајкови кај сите работници, незадоволство од платите, имаме ценовни трошоци и така натака. Да не зборувам за енергетските кризи, да не зборувам за пандемијата и се она што се случува. Ние прво што направивме е понудивме рака да седнеме, да помогнеме. Иако оваа власт не носи кон национална катастрофа, ние размислуваме со понуда да помогнеме. Ја навистина мислев дека кога СДСМ велеше дека ја сватиле пораката од граѓаните и дека конечно ќе бидат поинакви, не се поинакви. Со доаѓањето на Ковачевски како пример мислев дека повеќе рациото ќе преовладува и дека треба да седнат со опозицијата да разговараат за суштествени теми, за најважните теми, како што се овие економски кризи, енергетски кризи, да не зборувам за оние работи што се од стратешки интерес, како што е договорот со Бугарија и така натака, што го тераат под маса и зацкриено и никој од јавноста не може да го види. И сега наеднаш се нервираат и се многу нервозни зашто пратениците на ВМРО-ДПМН не се активни. Тоа ни работи, ќе бидеме активни и сакаме секој еден во држава да разбере што се случува. Може би они да не набедуваат дека правиме некаква блокада, но во меѓувреме они во собрание пробуваат да си протнат закон што е посебна лотарија, да си направат еден посебен орган каде што ДУИ ќе биде главен на таа лотарија и на крајот од денот може да видиме дека они не поднесуваат некои економски закони за добробит на граѓаните, поднесуваат своји закони како да си ги наполнат джебовите. Тоа е што ВМРО-ДПМН не може да го прифати, затоа ќе има активна блокада. Видовте дека вчера не се донесе дневниот ред, бидејќи се јавивме 37 пратеници, денеска ќе продолжиме. Јас после оваа средба се разбира потоа да се враќам во собранието и ќе останеме таму за да секој граѓанин да види што оваа власт прави. И тоа не е наша обврска. Ја споменавте економската ситуација, буџетот е во многу лоша кондиција и најавено е ново задолжување од 900 милиони евра. Ваш коментар? Она што е страшно и што е многу проблематично е каде заврши овие 20 милиарди евра буџети до сега што помина. Каде се тие пари?
каде се во капитални инвестиции, каде се во нови школи, во нова инфраструктура и така натака. Никој не знае што точно, за што точно ќе се користат овие средства. И видите, има различни изјави и така натаму, но целта е да се пополнат дупките што ги има во буџетот. И тоа е зашто, бидејќи имаме девастирана економија, бидејќи не се работи, бидејќи нема приход од економијата. Гледате, имаме зголемена инфлација, таа оди веќе во цифрена станува, а од друга страна со ова задолжување секој новородено дете ќе го задолжат со 500 дополнителни евра. Ако гледате јавниот долг, веќе стига до 62-63%, што е веќе многу сериозно и загрижувачко за Република Македонија и за секој еден граѓанин. Ние ќе бидеме во собранието и многу внимателни ќе бидеме со овие предлози на владата со ново задолжување од 1 милиарда и ќе ги употребиме сите демократски алатки да видиме за што се планираат овие средства, за што планираат да ги потрошат или како и се досега да се ги стават во сопствениот џеп.